Вчерашниот ден беше најтежок од почетокот на оваа сезона на пожари. Имавме најмалку 52 пожари на отворен простор. Благодарение на целодневната борба на локалните пожарникари, 46 од нив се изгаснати, 6 остана активни во текот на денешниот ден. Покрај овие 6 пожари кои што горат од вчера, во текот на денешниот ден се појавија повеќе нови пожари. Еден од најтешките е пожарот кој што изби во непосредна близина на Прилеп, покрај магистралниот пат кон Битола. Иако пожарот се одвиваше во рамничарски дел, силниот ветер кој што дува ја отежна работата на прилепските пожарникари, поради што беше зафатена поголема површина. Во овој момент овој пожар е поставен под делумна контрола, очекувам набрзо да биде ставен под целосна контрола. За жал, во пожарот настрада штала во која што имало складирана одредена количина на тутун. Покрај овој пожар, најголем предизвик за нас е пожарот на територијата на општина Студеничани. Тоа е пожарот зад мене во атарот на село Рамни Габер. Во текот на вчерашниот ден врз овој пожар действуваат 3 ер трактори на дирекцијата, исто така и 4 огнени тимови на дирекцијата со 4 пинцгауери. Во текот на денешниот ден повторно действуваат ер тракторите, како и специјалните тимови на дирекцијата за заштита и спасување, како поддршка на пожарникарите од Скопската бригада. Бидејќи пожарот се одвива на екстремно непристапен терен, стрмен терен, полн со густо жбуње, некаде и густи дрвја, неговото гаснење е оттежнато. Борбата со овој пожар продолжува и во текот на денешниот ден. Чадот од овој пожар е видлив и од Скопје. Во овој момент пожарот не представува закана за блиските села. Од страна на скопските пожарникари и во текот на ноќта континуирано има оставено екипи кои што се грижат огнот да не се приближи до некој од блиските села. Покрај овој пожар, друг комплексен пожар е пожарот на територијата на општина Македонски Брод во атарот на село Драговдол. Овој пожар е активен веќе трет ден, гори карпес терен, претежно трева, ниски грмушки, трње, но на некои места влегува и во шума. Бидејќи и овде действувавме со ер тракторите, но немаше некој сериозен резултат, бидејќи теренот е исклучително специфичен, вчера го активирав модулот на дирекцијата за заштита и спасување за шумски пожари, кој што е составен од 25 доброволни пожарникари, како и 5 оперативци на дирекцијата. Тие рано утрово започнаа искачување кон овие тешко пристапни предели. Неколку часа подоцна дојдоа до местото на линијата на оган и има исклучително успешно дејство врз поголем дел од еден крак. Останува оган уште во еден дол. Оптимисум дека денес и утре овој пожар ќе биде целосно изгаснат. Нареден пожар е пожарот на територијата на општина Босилово, во атарот на село Старо Балдовци. Имаме пожари во атарот на село Маково, општина Новаци, во атарот на село Муждивњак, општина Крива Паланка, како и пожар на територијата на општина Могила во атарот на село Лозани. И ова е пожар кој што не загрижува, бидејќи има капацитет да прерасне во голем пожар. За жал, во текот на денешниот ден повеќе од сигурно ќе се појават и нови пожари, поради што по кој знае кој пат апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни. Бројката од 52 пожари ги исцрпува нашите ресурси, а секојдневната битка со десетици пожари навистина е тешка да се извојува оваа битка. Поради тоа апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи доволна е само една искра да се случи вистинска катастрофа.